Понеделник, добро вечер, почитувани гледачи, ново издание на дебатната 24 анализа. Попладне во Светска банка излезе со нови проценки прогнози за економскиот раст. Македонија за годинава, според прогнозите на Светска банка, треба да испорача раст од 2,6% и според овој процент ние заостануваме зад земјите во регионот. Пред стартот на емисијата ги погледнав и новите податоци за реализација на капиталните на јавните инвестиции. За 4 месеци нецели 14% реализација. Во каква кондиција е буџетот, зашто имаше застој во исплата на плати во дел од јавниот сектор, каква е ликвидноста на јавните финанси, каков е ефектот од унгарскиот кредит за кој веќе плаќаме камата, а тој унгарски кредит треба да биде подкрепа за инвестицијски циклус. Вечерва на овие теми разговарам со представници од власти и од опозиција. Од мојата лева страна Николче Јанкуловски, заменик министер за финансии. Добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. Благодарам што се одзвавте. Фатмир Битики, СДСМ. Добро вечер, Битики. Добро вечер, благодарам на поканата. Благодарам и на вас за присуството. И Миле Цеков, пратеник Знам. Добро вечер. Добро вечер и благодарам за поканата. Благодарам и вие што се одзвавте. Се мислев дали да почнам со едно општо прашање во каква кондиција е буџетот или еден коментар за во ВТВ околу Светска банка. Пред почетокот на емисијата кога реков 2,6% Македонија со најмал раст во регионот, Битики ми рековте погрешно ги читам бројките, па ја сериозно ве сватив за тоа, но мислев навистина да не нешто погрешно сум прочитала. Одиме заменик министер Собас Јанкуловски, ајде навистина еден коментар, не само Светска банка, претходно и ММФ излезе со прогноза нешто повисока од Светска банка, но во секој случај и двете прогнози на овие две меѓународни финансиски институции се под онаја која во моментов е зацртана во буџетот. Благодарам за прашањето. Пред се од буџетот почнува, се од буџетот тргнува, така да е доста битна кондицијата на буџетот за да може да донесуваме заклучоци. Каков ќе биде растот, дали ќе биде оној проектиранот кој што сме го превзели како влада на почетокот од годината и дека ќе го реализираме до крајот на годината, или пак нешто друго е во прашање. И минатата година имавме исто прогнози од нашите пријатели од надвор, дел беа по-песимистички, дел беа по-оптимистички, дел беа поблиски до нашите проекции, дел беа подалек од нашите проекции, но сепак далеко од очекувањата, ние постигнавме еден солиден економски раст, за разлика од она што го затекнавме, и оној просечен раст во првиот и вториот квартал од 2024 година, која беше околу 2,4%, па го доведовме на крајот до 3% во четвртиот квартал и со тоа темпо продолживме во 25-та година. Ги цениме размислувањата на нашите партнери и во Светска банка и во ММФ, но секако и нашите партнери Народната банка на Република Македонија, во кои што сме во постојана комуникација. Ги следиме фискалните параметри не само на квартално, туку и на дневно ниво, реализацијата на полнењето на буџетот, кратењето на непродуктивните трошоци, странските инвестиции, поддршката на домашните инвестиции и сето тоа заокружено како се рефлектира врз економскиот раст на државата. Значи, јас убеден сум дека растот од 3,7% како држава, дека со напорна работа и со ова темпо се надевам дека искрено ќе продолжиме во идниот период, ќе го постигнеме зацртаниот раст од 3,7% и очекувам како и минатата година и ова да има корекции во прогнозите и кај Светска банка и по-оптимистичките кај Меѓународниот монетарен фонд. Добро, заменикот има увид во јавните финансии, се повикува на досегашната динамика, на празнење и на полнење на буџетската каса, Битики? Не, ние имаме увид во јавната каса, оно колку што дозволува власта. Искрено, неаме целосно увид, затоа што доста од алатките за транспарентност се намалени, дури алатката за транспарентност, отворени финанси е
цензурирана, морам да кажам, затоа што одредени податоци не излегуваат. Но реалноста е таа. Јас знам што се случува на делот на расходната страна. Вие може да зборувате за расходна страна, тоа е за трошење согласно буџетот, но реалноста е дека ние сме влезени во циклус од 6 до 9 месеци на невраќање на ДДВ и неплаќање на обврски кон стопанството, кој што владата и власта тоа не го кажува. Не го кажувам ни јас, го кажува самите стопанственици. Кога имате економија и држава во која што владата станува најголем должник, дали по основ на враќање на ДДВ, дали по основ на договорни обврски, тогаш тоа е сериозен проблем, а уште повеќе што целиот осврт или фокус на оваа влада за растот, за економскиот раст, не се заснива на индустрија и на стопанството, туку се заснива на јавните инвестиции. Добро. А тие потврлаат исто така, затоа што денеска сме веќе на 2 дена пред завршетокот на 4-тиот месец. Нормално е да проекциите на Светска банка бидат такви какви што се, а тоа е да кажат дека годинава, ако завршиме на ниво на 2,6%, дека можеме да бидеме среќни како држава. Затоа што проекциите не се прават врз основа на пропаганда и на најави за што ќе се случува, туку на реалната можност и за спроведување на јавните инвестиции, но и на другите инвестиции. И затоа сметам дека капиталните неколку работи начина битики што сакам да ги прокоментираме. Да. Бројките кажуваат различни работи. Овде имам јас бројки кои што економистите одат по ниво на тренд. Ке ги слушнеме, јас кажав, се договоривме ако можеме да издействуваме некои нови податоци во однос на приходи и расходи, Цеков во овој дел. Јас сметам дека се уште е релативно и кратко време да се даде било каква оценка, но сепак треба да се почитуваат извештаите на Светска банка и на ММФ, но според ММФ видовме дека растот е проектиран на 3,2%, инфлацијата 3,4% и растот би бил поттикнат од домашната потрошувачка, реалниот пораст на платите, јавните инвестиции, меѓутоа таму има и одредени забелешки и препораки на кои ние мораме да ставиме фокус, а тоа е зголемување на буџетските приходи преку намалувањето на сивата економија. Исто така на долг рок ММФ сугерира дека ќе влијае на растот, особено големо влијање на растот ќе има и иселувањето, но сепак сметам дека поради глобалните тектонски пореметувања што се случуваат во моментот, сепак ќе има влијание и врз надворешната побарувачка поради структурната промена во автомобилската индустрија. Но пак ќе напоменам дека сепак релативно е кратко временскиот период, се уште сме во првиот квартал и преостанува пред нас да видиме што се случува. Не, го газиме веќе вториот квартал. Така, веќе го газиме половина, малтене, не е половина, ама третина, веќе и од втор квартал. Повеќе работи Јанкуловски ве спомна битики, и ве, например, јас да прашам дали е точно, веќе влегуваме и во онаа теза, нели, тој економски раст сепак е детерминиран од тие јавни финанси, од буџетската каса, 6 до 9 месеци битики, велите, не знам дали тврдите, велите дека имаме застој во поврат на ДДВ. Имавме проблем со исплата на плати во одредени сегменти во јавниот сектор. Веднаш веќе ја спомнам, ќе го спомнам ова како момент, во вработени во центри за социјална работа, во културата, инспекторатите, немаше исплата во рамки на оние законски рокови. Сега, ако не се исплаќа редовно повратот на ДДВ, ако имаме неисплата на плати, логично е да се постави прашањето во каква кондиција е буџетот, точно ли ова што го говораме и опозицијата што го говори? Значи не е точна констатацијата оно што се говори, односно соговорникот. Буџетот е во одлична кондиција. Даночните приходи до 24 април 25 година се за околу 30% во поголем обем од минатата година првиот квартал. Вкупните приходи
вкупните приходи се за 12% поголеми од првиот квартал ланската година споредбено со овој квартал. Платите не беше проблемот во исплатата од немање на финансиски средства, туку од административно-техничка природа. Тие 48 милиарди денари предвидени за зголемувањето на платите, согласно Законот за административни службеници, усогласувањето со минималната плата, општиот колективен договор, како и посебните колективни договори, зголемувањето на пензиите, оние 2.500 денари, вториот дел кој што го ведивме линарно, беа испланирани со буџетот и на тој начин ги исплативме нормално, дел со задоцнување, иако и се извинавме за тоа заради причините, но и претходната министерка го потврди тој и председателката на синдикатот, поготово за културата го говориме конкретно, таму настана проблемот и кај дел од инспекторатите, дека тој проблем неколку години наназад се случувал. Се соочивме со проблемот, го решивме тој техничко-административен дел во делот на толкувањето на сите тие три правни акти и во идниот период нема да се случи доцнење на платите. Тоа беше во делот на културата, а во делот на инспекторатите заради усогласување со Законот за организација на државната служба и заради укинувањето како правни субјекти и пременувањето во рамките на министерствата. Добро. Но тоа еднаш се случи сега кај инспекторатите и повеќе нема се повтори. Ова кај културата се случувало неколку години назад, сега повторно повеќе нема да се случи. И проблем со исплата на плати заради немање пари во буџет, значи не беше ни прашање, не е точно и нема да се повтори. Оно што сме го ветиле со буџетот од 25-та година, буџет на кој што го темелиме на концепт на инвестиции, во голем дел ги реализираме. Но рековте имате друго прашање за тоа, ќе се осврнам Добро, бидејќи вие како опозиционери билите следите зголемени приходи во споредба со лани истиот период на државната каса и веројатно ова е многу важен, ако е точен фактот, дека неисплатата во одредени делови од јавен сектор не е поради тоа што нема пари во буџетот, туку поради вакви административни неусогласености кај одредени, да. Навистина, ако сакаме пред јавноста само да кажеме дека еве се случило административен технички проблем, еве ќе го кажеме така. Реалноста е дека инспекторатот, еден од инспекторатите, тоест инспекторатите кои што се под Министерство за економија, 4 месеци не земаат плата. Или беа тоа инспекторатот за спроведување на Законот за јазици и то поточно албанскиот јазик, во Министерство за економија месец или два. И сега прашањето ми е колку месеци е законски да се усогласат сите други закони со ЗОРОДУ, тоа е Законот за организација и работа на државните управи. Законски е 6 месеци. Па нели ова влада работи законски? Добро. Како сега на 10 месец уште ќе се усогласуваме? И заради тоа не се исплатени платите. Прашањето беше дали договорните обврски кон стопанството, дали повратот на ДДВ кон стопанството е законски се спроведува. Моите информации, еве прашајте ги утре стопанските комори, па нека одговорат. Моите информации укажуваат дека доснењето на враќање на ДДВ-то оди 6 до 9 месеци. Јас тврдам дека тоа не е законски, затоа што по закон се знае колку дена треба да трае враќањето на ДДВ. Тоа ствара одредена неликвидност, а неликвидноста во стопанство значи намалување на нивната активност. Факт за ова е податокот за индустријскиот раст во февруари, минус 0,8. Во јануари, уште повеќе. Тоа се факти кои што... Индустријско производство. Да, индустријско производство. Тоа се факти кои што јас не ги кажувам, статистички податоци. Така да, платите се еден сегмент, пензиите се втор сегмент, социјалните давачки се посебен сегмент, спроведувањето и функционирањето на стопанството е сосема друг сегмент. И затоа што прашањето беше насочено кон нели проекциите на бруто домашниот производ од Светска банка, и јас се задржам на тоа кое што може да генерира
да е директна причина за последицата да биде намалено веројатно заменикот има коментар, јас сакам Цеков, значи ние вака лесно можеме да коментираме дека ќе ни се случат инвестиции, дека ќе се обезбеди економски раст, дека фискална дисциплина и така натаму, но овие прашања што се отвораат, ако навистина имаме каснење и доцнење куловски со повратот на ДДВ, тоа создава одложена неликвидност во стопанството. Значи, ние не можеме да избегаме од овие теми, кои можеби бизнисот не ги коментира од за него познати причини, но тие теми и последиците од тие теми ќе ги почувствуваме во економијата. Така е. Јас не доаѓам од ресорот финансии, не знам точно што се случува, се надевам дека овие проблеми ќе се надминат, меѓутоа се начина прашањето околу кондицијата на буџетот и приходите, ако можеме околу оваа тема да зборуваме. Значи, добро, неисплатата, нередовната исплата исто така е дел од темата кондиција, нели, на буџет. Сега се задржувам конкретно за овој сегмент. Така е. Јас од ова што ги имам информациите и би сакал да дадем една кратка елаборација по однос на економските движења во првиот квартал 2025 година, од она што официјално го увидов на веб страната на Министерството за финансии, покажува во делот на фискалната состојба позитивни трендови во однос на претходната година, истиот квартал 2024 година. Например, што? Односно во зголемување на платата на царинските и даноците. Пример, во првиот квартал имаме вкупни приходи од 77 милиарди денари, што представува за 11% раст во однос на претходната година. Во делот на царинските давачки, царинските приходи имаме раст од 7%, а кај даноците од 6%, но сепак кај расходната страна имаме зголемување од 2% во однос на претходната година, истиот квартал 2024 година. Буџетскиот дефицит, ако може да видите, е намален за 40% во однос на претходната година, но сепак буџетското салдо... Ама тоа е на квартално ниво, сега ги коментираме. Да, јавниот долг е се уште зголемен 62,5%. Да помогнам, добро. Затоа што кога зборувате за јавни финансии, кога зборувате за финансии, морате да гледате што се случува во секој еден сегмент. Јас сум кажал и во други прилики, пак ќе кажам. Ако една држава се заснива на буџет и реализација на приходи, исто како што било лани, тогаш има сериозен проблем како држава. Сакате да речете природно да има... Апсолутно, секоја година, па затоа се проектира одреден раст. Секоја година мора да има зголемени приходи. На крај на денот, независно дали си позиција или опозиција, сите се бориме за намалување на неформалната економија. И логички, ако се вратиме наназад, во 2024 и споредиме со 2023, вкупни приходи биле зголемени. Дали е по квартал, дали е по месец, споредбено. Така да тоа е нормално. Но ајде да земеме еден друг пример и еден друг сегмент кој што некако никој не сака да го збори. На 8 октомври 2024, кога е потпишан договорот во Будимпешта за 1 милиарда задолжување, од тој ден се издаваат до денеска 17 државни обврзници. 17 државни обврзници. До денеска вкупната вредност на овие обврзници е 27,9 милиарди денари или 453 милиони евра. Од домашните банки. На едната милиарда веќе земена од Будимпешта. Добро, но дали имате и колку се вратени во овој период? 500. Треба да го 500 земени се вратени, но од домашното задолжување имате 453 милиони евра до сега. Ако сакаме уште да се вратиме наназад, само во март земени се од шпарка се 70 милиони евра. Значи, ја ви тврдам како се полни буџетот. Добро. Дефицитот не е баш така, затоа што годинешниот дефицит
според долгорочната стратегија за управување со јавни финанси и со фискалната консолидација, не укажува, и тоа беше една од забелешките на Меѓународниот монетарен фонд, дека ние доснеме како земја во фискалната консолидација, затоа што во суштина буџетскиот дефицит надминува тоа што би требало да го имаме. И сега тие се податоци кои што ние не треба да ги занемариме, затоа што задолжувањето во домашните банки со домашни обврзници произнесува еден друг вид на проблем, а тоа може да го поразговараме после. Ајде, едно по едно, да. Значи, кога го концепирате буџетот, и вие добро тоа го знаете, има и приходна, има и расходна страна. Ке приходната страна се изворите на приходи, од другата страна се делот кој што е расходната и делот кој што е за финансирање на буџетскиот дефицит. Тоа сето што го говорите вие, позаемувањата и така натаму, тоа е во рамките на буџетот кој што сме го изгласале во собранието и по кој терк одиме целата ова и ќе одиме 2025 година. Дали ќе одиме преку издавање на државни обврзници? Тоа се знаеше уште од декември месец кога го донесувавме и вие го пратени го гледавте буџетот за 2025-та. Не е ништо неочекувано. И сме превзеле обврска дека буџетскиот дефицит ќе биде во рамките на 4%, а согласно фискалната стратегија ќе го доведеме до 3%. Сетете се колкав процент имавте минатите години на буџетски дефицит. И кои податоци беа јавни, а кои помалку јавни во тој дел. Значи, оној дел со кој што го финансираме буџетскиот дефицит е јавен и е достапен до јавноста и е дел од буџетот за 2025 година. Значи, планирани се овие извори со овие суми. И оваа динамика на задолжување. И по таа динамика ние работиме. Но не смееме да подцениме работата на реорганизацијата во управата за јавни приходи, дигитализацијата која што таму се случува. На есен ќе започне и воведувањето на електронската фактура, која што треба да не изненади во подигање на приходите во тој дел, затајувањето да го намалиме, кај сивата економија и таму очекуваме позитивни резултати од реформите исто во царинската управа и активноста во нивното работење кои што допринесоа во покачувањето на приходите на буџетот. Ние имаме обврска, но имаме и одговорност. Доколку потфрлиме во овој дел, дали во приходната или во капиталните, одговорноста е голема и ќе ги постигнеме тие финансиски параметри. Веднаш сакам, Јанкуловски, не ми одговоривте на прашањето околу повратот на ДДВ, дали се овие точни податоци на значи, со повратот на ДДВ, на пратеникот битики? Повратот на ДДВ, управата за јавни приходи прави анализа при секоја пресметка. Таа анализа проверува дали е во ред, не е во ред, ја доставува до Министерството за финансии, кај дел секако дека постои може некој задоцнување, но добар дел се исплаќа. Во моментов ги неам тие бројки до каде сме сега со исплатата на повратот на ДДВ, но исплатата тече. Добро. Тече. Јас би сакал еви од стопанските комори да го слушнам тоа, не само вака од поединци кои што слушнале на маса или не знам од каде, имало доцнење, немало доцнење, од стопанските комори нека излезат, нека кажат во кој дел се доцни, дали се доцни. Иако има известно доцнење, но во голем дел исплатата се тече непречено. На јавен простор, овде не сум поединец. Овде представувам политичка партија и представувам пратеник. Така да изворите на информации, ако сакате, ќе ви ги обелоденам, но да не биде дека утре после ќе им отидете со финансиска контрола и вашиот финансиски репресивен начин на делување. Така да не сум јас поединец. Тоа време завршено минатата година. Добро, задржите го вие, но ја овде не сум поединец, така да ако вие се чувствувате сосема случајно во влада, јас сум пратек на ова собрание, избран од народот, така да представувам одреден број на компании и на стопанственици. Апсолутно, па да, затоа што тие што ме гласале. Не знам вас дали ве гласал некој, така да само пазете, овде сме двајца поединци. А не тоа, само по интерес на јавноста, бидејќи не гледаат многу голем број на граѓани,
Јас би сакал да ви одземам 1 до 2 минути и да констатирам една состојба. Верувајте ми, на најголем број граѓани со огромно сиромаштие во Македонија и со преживување од месец до месец, овие бројки овде анализи што ги дискутираме и аргументираме, верувајте, не им значат апсолутно ништо. Ние мора да бидеме искрени, отворени и да зборуваме за реалната состојба на народот. Буџетот на нашата држава е како семејниот буџет на една македонска куќа. Па добро, доаѓаме до фактот дека е важен. Сепак и оваа дебата и овие бројки се важни. Само дозволете, ако трошиме повеќе од колку што заработуваме, ќе останеме со празни џебови и во долгови до гуша. Впрочем, така и Македонија во изминатите 30 години. Во долгови до гуша. Нашиот буџет е наменет за исплата на пензии, плати, социјални трансфери, враќање на стари долгови. Да, социјалната компонента е многу важен сегмент со оглед на огромниот број сиромашни луѓе, но верувајте, без силна економија и развој, ние утре нема да имаме што да враќаме, нема што да им дадеме. Цеков, вие мене ме убедувате, а вие сте дел од владеачко мнозинство, каде што еве исплативме на пензионерите 5000 динари линеарно, а во јавноста ја водиме дебатата со кои пари тоа го алиментираме. Анета, проблемот во нашиот буџет и во нашата држава не е тоа што нема пари. Нашата држава има многу пари. Проблемот е што се крадеше во изминатите 30 години многу и немаше домакинско работење. Мора да бидеме отворени и искрени за го зборуваме за буџетот 2025-та. Зборуваме за првиот квартал, Зборувам сето тоа е налог на се што се случуваше до сега. И затоа буџетот е на таква кондиција сега. Добро. Јас за битики имам забелешка, например, кога ги спомнавте овие 400 и сум ги забележал 53 милиони евра преку на домашен пазар, за мене кod вели тоа е дел од онаа динамика на вистина на задолжување, проектиран и планиран со буџетот за оваа година. Прашувам дали манипулираме вака, бидејќи на вистина овие суми кога ќе ги кажеме 450 милиони евра. Таа е факт, но таа ако е предвидена во рамка на јавен долг и на задолжување, во исто време нели има и раздолжување, тогаш веројатно е дел од некоја. Значи, ако памти јавноста, а јавноста многу добро памти, кога во дискусијата за буџет во собрание зборувавме за ова и кога им ги читам во овие бројки, таму имаше една таква хистерија затоа што сум ги читал погрешно бројките. Ја тогаш истото го кажав. Затоа што видете, кога ќе им кажете на луѓето дека ќе има дефицит од 4%, 4,2, 4,6, они појма нема што тоа значи. Зошто би знаел еден обичен граѓанин што е дефицит од 4%. Но кога ќе им кажете дека тие 4% треба да ги помножат со 16 милиарди, 16,5, колку што некогаш го проектираат бруто домашниот производ, и кога ќе им кажете дека тоа е 600 милиона, 700 милиона, 800 милиони евра ново задолжување, кој што нивните деца треба да го вратат, тоа е реалноста за која што треба да збориме. Ја во овој момент кажувам дека ние треба јавно да кажуваме. А ако вие се задолжите во домашните финансиски институции со 453 милиони евра, нормално е да домашните банки више не се заинтересирани да го финансираат стопанството. И прашањето ќе биде, кој ќе го генерира развојот ако нема пари за стопанството? Банките битики многу пари. Па добро, ајде ќе видиме имаат ликвидност, нели го говориме затоа постојано тоа. 250 милиони нели од унгарските пари. Така да што ќе бидат во вистинско светло најдобро искористени и веќе се користат од страна на фирмите, од страна на општините. И не треба да плашиме народот дека само се задолжуваме, дека не знам што. Значи, овој буџет има вистински развојна компонента и во делот на капиталните расходи. Зошто ги оставивме ние само вистинските инвестиции кои што значат вистинска реализација на терен, а ги тргнавме оние кои ги стававте вие, трансфери до јавни предпријатија, трансфери до СМ, исплата на активирани гаранции, сето во еден куп колку да се прикаже некоја лажна реализација на капитални расходи.
Да, она што сме го испланирале во приход, во расход и финансирање на дефицит, го реализираме преку конкретни проекти. И таа брга која што прикажуваме, која што е јавна и достапна, се гледа каде точно да ти исплатите. Колку сме исплатили овој квартал за коридорот 8, 10, Гостивар Букојчани, Кичево, понатаму за идниот период тоа што го планираме, но сепак првиот квартал проект, те молам. ќе почне. Па добро, нема исплати. Ќе почне. Така да Добро, не е може би започнат. мал лапсус, но ќе почне. Не. Она што како реално ќе го инвестираме со парите на граѓаните, ќе се види на терен, а во општините и те како се гледа. Добро. Та, околу капиталните на локално и на централно ниво одиме малку по рекламите, останете со нас, правиме кратка пауза. Да, одиме со вториот дел од емисијата. Цеков, ај со вас да почнам коментар. Заклучно со денешниот ден, околу 13,5-6-7% реализација на капитални инвестиции. Значи, ова е крај веќе на април го заокружуваме, значи не цели 14%. Јас ги погледнав и деталните податоци на квартално ниво, Јанкуловски, еве чисто да кажем, направив некоја пресметка груба, 70% од министерствата имале од 0 до минимална реализација на капиталните за 3 месеци, минимална која велам 10%. Сега со овие 14%, еве да ги кажам, четврти месец од годината, министерката вели временски фактор беше студено во јануари, февруар. Јас, Анета, ги имам извештаите за првиот квартал од 2025 година, од она што го видов на веб страната на Министерството за финансии. Да, можеби капиталните расходи се намалени во однос на истиот период 2024 година, меѓутоа ја слушнав и изјавата на министерката за финансии дека е променета методологијата во пресметката, како што каже и заменикот министер, бидејќи одредени позиции во минатото се впишувале како капитални расходи, но всушност ние тоа го имавме и нотирано од извештајот на државниот ревизор, конкретно во делот на управување и менаџирање со капиталните инвестиции период 21 до 23, каде што е нотирано дека одредени трансфери до јавните предпријатија, како гаранција аванси, се вкалкулирале во капиталните расходи, што за мене мислам дека капитални расходи како гаранција аванси не представуваат добродит за граѓаните. Капиталните инвестиции мора да бидат приоритет број 1. Тие градат патишта, градинки, болници, нови фабрики, индустријски зони, нови работни места. Капиталните инвестиции се вложување што градат основа за економски раст и подобрување на животот на генерации. Без нив државата ќе тапка во место. Јасно ми е тоа, за тоа прашувам. Ние имаме за годинава исто така амбициозна сума, колку е 700-800 милиони евра. И во моментот финансии ги мери, според таа нова методологија, капиталните расходи. И според тоа ново мерење, ние имаме процент од нецели 14% за 4 месеци. Добро, да оставаме на периодот што следува, еве влегуваме во вториот квартал и да видиме што ќе се случува. Добро. Овде сме да следиме. Сепак, како што знаете, има Министерката за финансии заедно со владата имаат амбициозен план од 800 милиони евра капитални инвестиции. Тоа да, го спомнав. Да, релативна бројка, таа се мери така и така се споредува. 13,55 и 13,55. Сега, во економија и со бројките, науката е доста екзактна. Се гледаат трендовите. Гледате дека не зборам за приходите, да, тие се добри реализирани, ако го видите крајот на април и 28,9% реализација на приходите и го ставите коефициентот за следните месеци до крај на годината, очигледно дека приходите се реализираат. Динамика ќе се задржи. Да. Расходите и по процент 28,59 се Добро, ама изборна е година, чекайте битики. Независно, ама зимајќи го и тој фактор, па ставите еден тренд, коефициент, се прави како квартална проекција. динамика, добро. Јас кај капиталните расходи, кога ќе го направам тоа, доаѓам до реализација 50 до 56%. Ама не го земам по факторот предизбори. Избори. Првиот квартал. Тргнувајќи од 13,55. 4 квартали, така? Не, од јануари и февруари за цела година. Затоа што последниот квартал
вие изборен квартал. Вие веќе во август влегувате во предизборие и завршува више. Освен ако има распишано тендери, Па, да мора да се извршуваат работи на ама не терен. може да има исплати, така да ќе имате сериозен Тоа проблем. согласно законот, Ја велам, годината Добро, во која што ваша има избори, процент. годината во која што има избори, 6 месеци стагнира се. Освен ако владата нема пак други начини на решење. Не знам, затоа што се може да се случи, го толкуваме законот различно, пак има исплати во време на предизборија, па не знам, ДКСК ќе толкува дека тоа е во ред според членот 8 од законот за за избори и заштита на конфликт на интереси, така натаму, не знам како ќе го толкуваат. Јас знам дека во 6 месеци секоја година, за 20 години. Има застој или абстиненција, ние си ја викаме така, инвестициска. Сериозен е проблемот. Видете, ние имавме изјави во собранието, дури имавме полемика, дека март, април ќе биде градеж, како имаше еден израз дека 800 проекти ќе бидат активни. Нема. 800 проекти не се ни одобрени. Следна недела мислам дека завршува вториот повик од 250 милиони. Во првиот повик, во кој што беа 76 милиони евра одобрени, реализацијата таму е под 10%. Ќе го прокоментираме унгарскиот кредит. Не, ама јас ги гледам како буџетски расходи, затоа што тие пари се влезени во буџет, ја ги гледам како буџетски ставки, независно во која институција се отидени. Добро. Сакам да кажам дека има сериозен и ја дадов една изјава дека не секогаш проблемот е во немањето на капацитет. Нашите институции, дали се на локално и централно ниво, имаат сериозен проблем со спроведување на капитални инвестиции. Не оваа година, наназад 15 години. Да, имаме нешто, мислам и со реформската агенда некоја врска преземена околу тој начин на следење на капиталните расходи и извештаи што треба институциите. Ајде малку прво да ми прокоментирате овие 14% за 4 месеци. Разбирам опозицијата и размислувањата и во ред е тоа да се размислува од аспект на опозиција, но очекувам дека конкретна годината ќе имаат храброст да ги признаат успесите кои што ќе ги постигне оваа влада, токму со овој буџет и токму со овие проекции кои што сме ги спланирале за 2025 година и натаму со среднорочната стратегија на владата. Да, со реформата за европски раст донесовме со буџетот за извршување за 25 една уредба за управување со јавните инвестиции. Да не се доведеме во ситуација како што лани се доведовме да плаќаме пенали за превземени обврски по туѓи кредити, а не искористени и плаќани пенали од страна на буџетот, како што превзедовме обврски од 683 милиони евра достасани, а не исплатени, и тоа се влечи, но ете наоѓаме начини да го исплатиме. Токму затоа почнавме со примена на туку што донесената уредба за управување со јавни инвестиции. Секој проект во вредност од над 5 милиони евра треба да дојде како предлог во Министерството за финансии, без разлика од кој буџетски корисник, да се направи една анализа за неговата ефикасност, економичност, користење од страна на граѓаните во колка степен ќе оди и можноста за враќање на тие средства. Ова многу комплицирано мене ми звучи, кога велите секој проект без разлика од 5 милиони евра. И тоа е веќе на сила, ова што само ако дефокус од ова правиме, дали е веќе на сила? Дали веќе дефокус, ова е за подобрување на управувањето со јавните пари, она што го говориме цела вечер. Е тоа некоја причина за оваа реализација, ваква стапка на капитални? Реализацијата ја објаснав. Значи, стануваше месец јануари, февруари, март. Добро. Станува збор за инфраструктурни проекти каде што треба градежна офанзива, иако на терена дели се работеше. Битола, Прилеп, коридорите, Кичево. Значи, да, Јанкуловски, затоа малку нејасно ми е, знаете ако ги зошто додадевме гаранциите, како лани што дадале за 2024 80 милиони денари во тие капитални инвестиции. Ска да речете административно или СДСМ ги пумпале 2025 овие капиталните. 60 милиони денари, ќе беа многу повеќе
60 Да, милиони денари и да. 1 милион евро. Што ќе додадат И во евра на со овие, се извинувам, во евра со овие Окей. бројки, гаранциите, сигурно и капиталните инвестиции би биле поголеми. Но ја следиме работата, ја следиме и овие 14% до 14 април 2025 ќе растат со забрзано темпо Но во идат избори, ве идниот отвораме веќе таа период. тема. Доаѓаат избори, како овие 250 милиони евра повик од сега се затвора, ќе има уште некои процедури додека да стигнат парите. Во предизборие имаме ембарго нели за градење, за сликање на локални државни функционери. Како сето тоа Јанкуловски ќе се изведе? Кога ќе се стасаат процентите за Значи, капитални? владата има агенда за реализација на овие проекти. Има агенда и на одредена седница на влада се дава извештај до каде сме со постапките, поготово за експроприациите. Еве го еден податок, она што го зачекавме како закочени постапки во Министерството. Извинувам се Нема да проблем. го најдам податокот. Значи, сите тие проблеми ги отклонуваме. Ноември и декември се сеќавам 1000 предмети беа решавани во управата за имотно-правни работи за да се отклучат определени проекти за кои што претходно беа давани финансиски средства, на тие немаше никаква реализација. Министерството за транспорт сериозно има преземено работата, тога ги има околу 100 проекти и за секој проект од каде до каде, што проблем нашол и кога ќе почне со и што е Зошто тоа започнато не го со гледаме во бројките, реализација. министре? Зошто не го гледаме Бидејќи тоа станува збор за во прв бројките? квартал. За вториот квартал ќе ги видите другите бројки со другата реализација. Ако ги додадеме покрај централните проекти, за кои што се прават исплати, во текот на денешниот ден имаше висока исплата на определени инфраструктурни проекти, тогаш бројката ќе биде многу Велите, ќе се поголема. смени сликата Од за ова. 288 проекти кај општините, 250 склучиле договори. Склучиле договори и ќе почнат со градежна офанзива. Од тие 250 договори, 230 се за патна инфраструктура. Значи тоа сигурно ќе го поттикне, Многу ќе го бројки, подржи да, еден економскиот по еден, раст. ве молам, еден по еден, А во ајде. делот на изборите и тој дел го планираме така да ќе разговараме и за вториот квартал и за третиот квартал. Добро, добро, ајде Битики Цеков. Не, само еден коментар. Ако за одобрени проекти во ноември, 288 проекти одобрени во ноември, им требало 6 месеци за да почнат да објават повици, да изберат фирми, да се обжалат и така натаму. Сега не може да се обжалат затоа што го укинаа правото на жалба при раздвајане на набавки. Значи, од ноември, денеска сме 29 Декември беа подпишани договорите, да. 29 април. Да, ма еве декември се подпишани договори. Независно. 5 месеци, ефективно. Ако за новите 250 милиона се подпишат во мај и треба 5 месеци за да се реализира тендерските постапки се, тоа е месец 10, тоа е октомври. Во октомври не може да се подпишат договори затоа што најверојатно ќе имаме избори. Сега прашањето ми е од каде оптимизмот дека сето тоа ќе може да се изведе. Јас ви говорам за првиот повик. Па добро, Првиот повик. Не сме ние јас влада за вториот да ги туркаме на брзина со грешки работите. Значи Не, вториот ама- повик нека биде по изборите. Првиот повик се склучени договорите Да, и но се почне со работа. ние викаме за капитални Вие инвестиции. сега за вториот кога ќе се подпишат, кога ќе се подпишат избори, ништо нема да направите. Добро, Значи, ние за збориме за првиот повик. капиталните инвестиции во Ама еден буџет. говорите Во за тековна вториот повик кога ќе стигнат Во една граначалници. тековна година се гледаат целосните капитални инвестиции. На нив се заснива растот. Така А е. ако се вратиме во почетокот на емисијата, ја почнавме со емисијата, дали проекцијата на Светска банка е вистината и ќе биде развој 2,6. Ако растот го засниваме на јавните инвестиции, кај што влегуваат и капиталните инвестиции, јас не можам да зборам за нешто што минатата година е одобрено 86 милиона, гледам дека во буџетот 2025 има 820 милиона, од кои 250 се за единиците на локална самоуправа, само поставувам прашање за кое што ќе треба да добиеме одговор на едните месеци. Ништо друго ви кажав. Само гледам тенденција, тренд
на капацитетност на тие општини кои што се водени од ова владејачко мнозинство. Толку, нит кажувам дали, нит сум баба Вања, нит сакам да бидам, јас ви кажувам како се гледа еден буџет. Буџетот не може да го гледате кога сакаме го гледаме целосно, кога сакаме го гледаме парцијално. И затоа ви велам. Добро. Вие кажавте 38 проекти не се започнати, а веќе поминува 5-тиот месец од кога се подпишани договорите. Тоа значи дека во суштина реално им треба 5 месеци за да бидат целосно оперативни. Прашањето е, ако за новите пари, што се сериозна бројка, они се, ако ги земеме вкупните планирани капитални инвестиции во буџетот, тие се скоро 30% што треба да отидат кај единиците на локална самоуправа, прашањето е кога вистински ќе имаат време да ги спроведат постапките, да изберат и да почнат да трошат. Тоа е прашањето. Добро. Цеков. Јас само да се надоврзам многу кратко, ме инспирираше заменикот министер во кој ја спомна патната инфраструктура, па и вашата најава за 6 милиарди евра на премиерот. И сето тоа е во ред и е за поздравување, но сакам да упатам еден апел преку вашата телевизија во рамки на дискусијата за капиталните инвестиции да се зема во предвид југоисточниот регион во Македонија, каде што капиталните инвестиции во патната инфраструктура стагнираат веќе 20 години, а не та. Југоисточниот регион учествува со 10% во бруто домашниот производ, 10 општини со 180.000 луѓе, 6.300 компании, а се уште се возиме по селски патишта. Граничи со две европски земји, Бугарија и Грција. Тоа треба да го аргументирате на влада, Цеков. Ние сте Ние зборувам- овде како апел можеме да го кажеме, ама парите во не се рамки на кај тие нас. 6 милиарди би сакал да се стави во предвид и југоисточниот регион, затоа што е многу важен Да. регион за Република Македонија. Јас се согласувам со вас, но веројатно ова треба да го дискутирате на седница на влада. Овие анализи, овие општини имаат проекти, имаат приоритети, валјда некои. Не се тие во делот на општините, може да не. бидат на централно ниво проекти. Тие може да бидат на сега ниво преку на- да, тие не се на преку локална општинско ниво. самоуправа. Па добро се Па добро, административно, ама не знам јас, имате не неподобен сепак граначалник затоа. механизмите се во власта, без разлика дали е локална или на локално или на централно ниво. Тоа сакам да го кажам. Нели една од општините во тој регион имаат неподобен граначалник, тоест имаат неколку неподобни, па така таа беше единствена општина Не знам која што дали не делува. Коридорот 10 Добро е се. клучен проект и За- железницата која што ја планираме за реконструкција и ова, значи, тој дел, како и поддршката од општините, сите 8 плански региони имаат можности за подобрување на патната инфраструктура, оно што го реков. И тоа е во делот на граначалниците, и сите граначалници се Не, еднакви, експресните Ма нема... не се ни експресните, ни магистралните, ни автопатиштата, ни железниците не се под надлежност на единиците на локална самоуправа, туку на централната власт и на предпријатията кои што се водат од централната власт. Но прашањето е, зашто пак ќе кажам, капитални инвестиции, јавните инвестиции не се случуваат затоа што имаме добар пиар. Не може да се случи. Не се случуваат. Не, едноставно вие треба да имате капацитет тоа да го реализирате. Го видовме Дури и денес, долани, да. ако кажете дека ќе донесете, не знам, ќе отворите фронт за 5 милиарди инвестиции. Тие 5 милиарди инвестиции имаат години во кои што се спроведуваат. Ние ги гледаме тековно секоја Битики, година. капиталните Тие не ќе расходи одвојат. ни беа една од најслабата, особено инфраструктурните најслаба карика за вас. Болницата во Штип се најавуваше последните 7 години. Сега да не се навраќаме на капиталните Не, ако да се инвестиции. навратиме, да се Спомнете ги, подсетиме, ако треба да се Сега навратиме. Во ситуација сега се наоѓа, кажете Клиничкиот и центар тоа. во Штип се најавуваше помпезно од ваша страна во последните 7 години, реализација нула. Добро, и затоа не сме на власт. Добро, во ред. Еве, направете го, ќе честитаме. Зарем мислите дека секоја една инвестиција која што ќе оди за доброто на граѓаните нема да сме доблесни да ви кажеме да признаеме дека тоа е така? Па тоа е за граѓаните. Но велам, пропаганда не ги прави реализацијата. Ајде ќе го поставиме прашањето. Дали договор влада на влада не е исто како договорот за Бехтел и Енка? Дали носењето на пари за евентуално клиниката во Штип, во Кичево и тоа што го знаеме, се уште не е обзнаено во јавноста, затоа што не ги знаеме условите,
и внесувањето на одредена фирма која што понатаму ќе има право на управување на тие болници, има разлика од тоа што сегашната позиција, тогашна опозиција го критикуваше. Дали ќе има посебен закон? Или сега е лесно да го носите законот затоа што имате двотретински мнозинство? Па сега законите се добри. Хипотетички да поставуваме некои тези и одговори да даваме, но мислам не е сериозно во рамки на вака сериозна емисија и почит према водителката и према граѓаните да почекаме најавен инвестициски циклус, се спомна од страна на премиерот, да почекаме рече во рок од 2 месеци, ќе го обзнани тоа во јавноста, ќе го даде предлогот, па ќе седниме на маса, ќе дебатираме, ќе дискутираме во која форма, во кој формат, на кој начин би се реализирале предвидените инвестиции. Што ќе биде во дел на буџет, што ќе биде во дел на странски инвестиции, што ќе биде во joint ventures или заеднички вложувања и кој ќе биде бенефитот на граѓаните и секако интересот и на државата во целата приказ. Дали ќе биде за неколку години, колку години, на кој начин, да ги почекаме конкретните податоци и тогаш да дискутираме на конкретната Јас само ќе потсетам Битно ќе биде добар бустер за економијата на државата, не само за нас, туку и регионално, да ја направиме многу побаво место за живење. Добре дојдени се дасите финансиски пакети, но јас само ќе потсетам на таа нарација околу унгарскиот кредит, кога не ги знаевме условите, па исто вака лицитиравме. И се излезе. Но сепак тоа испадна најевтин кредит што сме го земале со најниска камата, таргетиран развој, но сепак направивме еден преседан како држава, односно не беше преседан, мислам со Тајван претходно како беше парите, тет влада со влада, што не е препорачана пракса за задолжување и останува дали дел на прашање дали ќе дојде моментот кога можеби тој кредит, освен економска, ќе има и некоја друга политичка цена. И затоа сега овие колку 2 до 3 милиарди повраќањето по посетата на Арапските Емирати, мислам кога се врати премиерот, ги најави како инвестициски циклус, проекти во Охрид, Попова шапка, хидроцентралите, Чебрени, Галиште се враќаат, соларни ветерни централи и така натаму. Споменавте Унгарија е европска земја, држава со држава било примери кај другите европски држави каде што правеле меѓусебни позаемувања. Доколку не беа тие 500 милиони евра сега во јанари, за да го вратиме претходното задолжување, ако одевме како што правеа претходните по евро врзница, околу 15 милиони евра плюс имавме трошоци ние само за одобрување на таа евро обврзница. Како беше сега со Унгарија 1 милиарда сме во моментов задолжени. Да. Или 1,5, не. Тоа беа со едната половина ги вративме евроврзницата, а другата половина ја поделивме за стопанството 250 милиони 250 за општините. За општините. Сега ајде влегуваме околу унгарскиот кредит. Ајде сега овој круг со опозиционерот да го почнам. Ги видовме ли ефектите од унгарскиот кредит до сега битики? Компаниите од оние информации што ги имаме за боја на вистина имало интерес во банките да се процесираат, да се добијат овие пари. Од унгарскиот кредит 250 милиони за стопанството, потрошени се 83 милиони, толку се стасани во стопанството. Не се стасани. Одобрени кредити во вредност од 83 милиони евра, пуштени до банките преку Развојна банка и исплатени од Министерството за финансии, се уште 170 милиони не се стасани во стопанството. Реално побарувачката за кредити е голема, затоа што со пристапот на висока референтна каматна стапка и високи каматни стапки на финансиските институции, на банките, кажувам дека е невозможно да очекувате стопанството да дојде лесно до ефтини пари. И затоа реков, кога имате влада која што се задолжува енормно кај домашните банки, а секако домашна обврзница за банката е подобра него пласирање на пари во стопанство, нема да пласираат, затоа што имаат помал ризик овде. Таму они ги пласираат со 4, отприлика 4,8 до 4,9% каматна стапка за домашните обврзници. Што ни се случува? Овие 83 милиони, ја сметам дека и 170 треба многу брзо да дојдат. Банките
поставуваат едно ново правило, а тоа е на повеќето од стопанствениците им велат земете блендирани пари, тоа е земете нешто од нашите пари плюс парите на маđарскиот кредит, унгарскиот кредит, па нема да биде 1,9% каматата, ќе биде 3,2 или 3,4%, затоа што ги викаме ние, ги мешаат парите, па каматните стапки ги врзуваат. Сметам дека овде владата треба вистински преку Развојната банка да реагира, за да го видиме вистинскиот ефект. А ако сте ме следеле, никогаш немам кажано дека стопанството не заслужува ефтини кредити. Секој заслужува. Јас сум бил поборник и кога сум бил во изvrшната власт на добивање на пари од Европската инвестициона банка со 1,6% камата, па после во време на енергетската и економската криза со 3,1%. Така да треба. Поддржуваме, не. Но парите кои што беа најавени кон единиците на локална самоуправа, се уште не ги гледаме ефектите. Досега од вкупно 500 милиони евра за кои што се зборуваше дека ќе стигнат кај единиците на локална самоуправа, 76 милиони ефективно се договорени. Нема други. Не, од договорени до операционализирани има голема разлика. Лани мислам дека за таа година 100 милиони евра, околу 10 милиони само беа одобрени или како да кажем, пуштени во оптека. Со ланскиот буџет од тие 90 милиони. 76 на крај од декември се договорија. Така да, ефектот... но од нив не беше реализацијата 100% и за тие 76, тоа сакам да кажем. Јас се задржам околу поддршката на стопанството и токму од оваа емисија, минатото лето, кога беше најавата за задолжувањето, ја поздравив оваа одлука на владата за задолжување на стопанството. Видете, не му е битно од каде се парите, битно му е да има ефтини кредити. Зошто? Затоа што домашното стопанство е моторот кој што ја движи економијата. Ако малите и средните предпријатија работат, некоја фабрика работи, земјоделец, тие плаќаат даноци, државата собира даноци и ја плаќа администрацијата, ја не плаќа нас, пратениците, државните службеници. Овозможува плати за пензиите. Но би сакал да кажам, ние сме мала и отворена економија. Нас приоритет, главен двигател и генератор на економијата мора да не биде извозот. Од овие 250 милиони, мислам дека до сега се реализирани 80, колку што видов 82 милиони, 83 милиони евра. На стопанството итно му се потребни ефтини кредити. Зошто? За да вложуваат во нови технологии, автоматизација, да ја зголемат конкурентноста. Знаеме, вие знаете ли колку изјави даде премиерот Мицкоски во последниве 5 месеци? Само дозволете. Дека веднаш и сега парите ќе стасаат до компаниите. Комерцијалните банки треба да го земаат во предвид фактот и останатите пари да ги доделат на малите производствени капацитети, односно прехранбената индустрија, она што генерира додадена вредност и извоз. Вие тоа го велите, сите се согласуваме, а Битики вели дека има информација од и банкарите, нама се им викаат комбинирајте кредит. Ако сакате да го, сега како да кажем, да го добиете делот од унгарскиот колач, ке земете нешто и од банката. Не знам. Вакви интерни информации не можам да... Јас го парафразирам Битики дали добро ве разбрав, ако ова што го кажав комбина... Многу добро ме парафразирате, многу добро ме разбрав. Значи, две транши во износот за 84,4 милиони евра се префрлени од Развојната банка на комерцијалните банки. До крајот на месецот очекуваме уште една да префрлиме од страна на буџетот во Развојната и Развојната кон комерцијалните банки. Тие ќе бидат сите искористени, како што кажа колегата, во обнова на основни средства и така натаму, значи за поддршка на развојот на компаниите, што индиректно ќе допринесат и во економскиот раст на самата држава. Во оние компании каде што постои кредитен ризик, по изразен кредитен ризик, нормално дека ќе има и определена каматна стапка која што ќе се понуди од друга, но сепак многу поевтина од комерцијалните кои што ги нудат. Оние компании кои што во целост си имаат портфолио со кои што ќе можат да се, тоа е работа на банките на крајот на денот, не е работа на Министерството или на владата да се меша директно во развојна, па да не е возможно согласно договорот и согласно законот за унгарскиот кредит.
Но онаму каде што има чиста позиција, каде што има портфолио одлично, претпоставувам самата компанија дека по 1,95 каматната стапка ќе оди и нормално рокот на враќање и грейс периодот во договор меѓу компанијата и самата банка. Као оние компании каде што има определен кредитен ризик или би требало друга методологија. Тој дел е оставен на банките, но очекуваме сепак на крајот на денот и таа каматна стапка да биде прифатена на економскиот субјект. Целта ни е искористеноста на овие средства да биде до максимум употребе. Добро. И на крајот се извидувам, кога ќе направиме анализа, ќе ги видиме ефектите, зашто компаниите ги користеле, по која каматна стапка средствата и така натаму, доколку тоа е добар пример, понатаму постои можност и секако и во иднина да го искористиме. Дона, ако не држи сеќавањето, а не држи сеќавањето, не забораваме, доцнењето на пласирањето на овие средства беше за дефинирање на критериумите. Токму од владата, токму од Министерството за финансии. Сега не може да кажете, ние не се мешаме. Да не забравиме дека го сменивме и не е вистина дека договорот унгарскиот така предвидувал. Унгарскиот кредит не предвидува воопшто можност за презајмување. Тоест за давање на парите за да ги даваме. Затоа го сменивме законот во кој што Развојната банка направивме да се задолжи во буџетот. Така? За да се обезбедили За логистичка рамка. Апсолутно, за да бидеме на чисто, дека не забраваме тоа што поминало ни собрание за тоа што сме збореле. И сега прашањето е, ако чекавме за дефинирање на критериуми, ако чекавме да покажеме дека мора да се обезбеди средства во кое што ќе има додадена вредност, се согласувам дека беа нужни критериумите, секторите и така натаму. Не може да кажеме дека ќе оставиме банките да дефинираат. Банките дефинираат каде има ризик, но каде нема или има помал ризик. Треба да сносат самиот ризик. Но Развојната банка, бидејќи парите идат и се пласираат преку Развојната банка. Развојната банка има други механизми. Го има механизмот на државната гаранција, во кој што на компании кои што во овој момент се битни, може да ги мултиплицираат, да креира додадена вредност. Во овој момент нивниот кредитна изложеност е голема, може Развојната банка преку механизмот на државната гаранција да влезе и да каже чекајте, го активираме механизмот на државна гаранција. Затоа владата треба да води грижа како тие пари се пласираат. И јас само ви кажувам, тоа што во реалноста се случува, за сектори кои што владата има кажано дека треба да се финансираат, банките во овој момент на 250 милиони најдоа за сhodно да пласираат и своји пари, поскапи пари, за да ги искористат 1,95, за да евентуално некого го стават во некои пошироки рамки. И затоа велам, нит Министерство за финансии. Овде сте вие најповикани затоа што другите министерства не ги рачунам министерство. Министерство за економија не постои како такво. Би требало вие да реагирате и да кажете, извинете, овие пари мора брзо, ефективно да бидат во стопанството затоа што ќе донесат додадена вредност за нашата економија. Ако ги оставите само банките тоа да го прават, извинете, сметам дека ќе имаме сериозен проблем. Јас верувам дека во целост средствата ќе бидат искористени, во тоа ќе се гледа успешноста на ова мерка, а доколку има кршење на правилата на игра, секако дека ќе се има и понесување на одговорност. Да. Добро, овде мора да завршиме со вечерашната анализа, бидејќи сакам само да ве прашам има ли нешто ново по тој упад и кражба во вашата семејна куќа? Од истрагата нешто ново? Кога се случи тоа минатата недела? Мислам, разговаравме 7 дена, да. На телефон, точно 7 дена. Има ли нешто ново? Јас за тие што ме знаат добро, знаат дека сум човек кој што верува во институциите, го оставам на институциите случајот да го решат. На крај на денот ја имам влезено во јавниот живот затоа што сметам дека
институциите треба да се грижат за било кој граѓанин во државата, независно на неговата моментална позиција или не позиција. Ние сме граѓани на Република Северна Македонија, Република Македонија, сме допринеле овде, јас живеам 50 години, очекувам институциите да си ја завршат работата за кој што имаме толку многу вложени овие сите години. Да, не ве прашам случајно, бидејќи ние дента разговаравме, јас успеав тогаш некои детали од вас да извлечам како информација и тогаш ми рековте дека биле, мислам, 3 лица, возило, имало снимка и сето тоа. Вие сте имали увид во тие снимки, дали е тоа толку тешко, препознавате некого, познавате, Значи, знаете што се гледа на тие снимки, ве чисто како детали, за да можеби создадеме некоја слика дали има позадина или дали била таргет куќа на пратеник или поранешен вице-премиер или човек од СДСМ или обичен граѓанин битики што се живее на таа улица. Значи, јас искрено конспирација не сакам да правам, се е возможно. Снимките се предадени во институциите, во Министерство за внатрешни работи, во сите органи, сите податоци кои што ги имав на располагање, ги имам дадено. Кажав дека сум отворен и за дополнителни разговори. Се гледа се, буквално на ачике, затоа што кај мене имаше сериозна заштита од таква, но очигледно дека тие кои што имале намера се ово да го направат, имале одреден мотив. Останува, пак ќе кажам, на институциите да кажат кој е мотивот. Јас се надевам да не биде и да не се испостави мотивот на целата случка затоа што вршам одредена јавна функција или сум вршил одредена јавна функција, па начин како сето тоа да се одрази кон мене. Се надевам да не е тоа, но еве ќе почекам институциите да кажат дека тоа е тоа што се случува насекаде и дека ќе го обзнанат, нели ќе ги најдат кривците и тие разбойниците, да кажам, и ќе излезат пред правдата. И затоа, еве, навистина би сакал, не повикувам на никога, туку едноставно тие кои што се најповикани да повише се бават со фактите кои што очигледно постојат, а мотивите ќе ги оставиме за друг момент да ги зборуваме. Да, разговаравме, значи откорнат сеф и влечен низ куќата, па фрлен преку терасата. Проценка некоја само на крај колку имало внатре? Значи, проценета слушав вредност? дека за жал медиумите, различните медиуми, различни информации кажува не знам колку имало кеш, како немало кеш, не е вистина. Вистината е дека на барањето на службените лица за да се направи целокупната материјална штета, тоа е од кршење на врата, од земање на сефот, тоа што имало внатре во сефот и така натаму. Ја реков извинете заради моментот во кој што бев, не можевме да дефиниравме некоја сума од прилика 50.000 евра на целокупната материјална штета. Од средства, финансиски средства, тамо немало ни 10% од таа сума која што се спомнува. Другото е толку емотивно, искрено, накид кој што сопругата има донесено во бракот од баба и од мајка и семејна вредност, сентиментална. Во овој момент е непроценлива, но еве, нека шпекулираат, нека алудираат на било што, јас со цела одговорност тврдам и знам што имало внатре и институциите на крај ќе утврдат се. Да, се надеваме, вие повикавте да утврдат. Ви благодарам за гостувањето, Јан Куловски, Битики Цеков на сите тројца. Ви благодарам за поканата. Почитувани, овде ја одјаваме вчерашната 24 анализа, пријатно.